намалувате невработеноста со најбрутални статистички операции, со бришење на невработените во Заводот за вработување. Прво тоа беше правено со анкетата на активна и пасивна работна сила. Се извинувам, тоа беше втор дел. Прво ги извадивте луѓето кои што се пријавуваа во Заводот за вработување заради трошоците за здравствено осигурување. Избришавте голем број од нив. Број 2. Направивте анкета на активни и на пасивни. Па пасивните ги избришавте. Живееле надвор од Скопје, се пријавувале во рок од 6 месеци и така натаму, едни административни критериуми кои што намерно беа измислени до тој степен ригидни, за да може да се бришат. Број 3. Но вие активните им барате да генерираат бизнис планови за нивно вработување. И со тоа правите сериозен бизнис внатре во Агенцијата за вработување. И број 4. Никој не говори за механичкиот одлив на лица кои што се иселуваат од државата. И конечно, бидејќи многу пратеници, а тоа им се тезите напишани од власта, сакаат да споредуваат баби и жаби, што е недозволено во економијата и во математиката. Сега да ја прашам, кога ги говорите процентите на невработените и на вработените од другата страна, врз база на кој податок екзактен вие тоа го правите? Македонија нема направено попис, затоа што вие, односно Груевски и Ахмети, не може да се договорат политички околу процентот на македонците и албанците во оваа држава. И го откажавте пописот. Ме интересира кога претходно, сега или утре, ќе излезете со податок, толку и толку проценти има вработеност. Од која активна работна сила го кажувате? Кога велите намален е процентот на невработените, од која основа или од која маса на народ вие ова го говорите? Тука дополнително по пети критериум ги лажете и манипулирате македонските граѓани и економија, бидејќи не се знае колку граѓани живеат во државата. Само се проектираат врз база на одредени движења овие бројки. И тоа намерно го правите, за да на крај во една инфлација на бројки, податоци, анализи, не се даде одговорот. А одговорот е многу брутален и тој се наоѓа како резултат во самиот буџет, вклучително и во овој кој што го давате. Ме интересира, поставам јавно прашање и до економистите и до неекономистите, бидејќи ова е логично прашање. Ако се зголемува бројот на вработените, како што велите, дали е логично овие вработени да плаќаат за нив работодавците да плаќаат персонален данок на доход? Да. Дали овие вработени кои што вие велите дека се повеќе и повеќе, а не е точно, лажете, треба да плаќаат повеќе ДДВ, бидејќи добиле пари од тоа повеќе што имале и купуваат стоки и услуги, идат во продавница? Дали овие вработени кои што кажувате дека се зголемиле во маса генерирале зголемена продуктивност или нов доход ке фирмите, па тие платиле повеќе данок на добивка? Логично би било да. Па ме интересира, ако не убедувате дека се зголемува бројот на вработените, а не е точно, зошто данокот од доход, од добивки, од капитални добивки останува ист и во јануари и сега во декември 2013 година? Зошто се намалуваат придонеси од социјално осигурување? Па овие вработени кои што сте ги вработиле, не плаќаат пензиско, не плаќаат здравствено осигурување, фиктивни се, виртуелни се, фантоми ли се, примаат нето плата, кај се нивните датачки? Ме интересира, ако се зголеми бројот на вработени, зошто не се зголемува и зафаќањето данок на ДДВ? Овие кои што сте ги вработили и зимаат плати, не плаќаат ДДВ во продавница? Кога купуваат, не даваат пари? Не купуваат обувки, облека, не плаќаат сметки? ДДВ ви останува исто. По оваа математика е невозможна. Осим ако дури е премногу за да помане. Наводно се зголемува бројот на вработени, а сите даноци остануваат исти. Потврда за тоа не треба поголема. Вие ги имате како потврда овие податоци во буџетот. Што значи дека вработеноста не се зголемува. Невработеноста се намалува статистички, механички, но реално таа останува огромна. И на крај, како резултат на овие погрешни политики, лицата се иселуваат од Република Македонија и го бараат чарето негде на друго место. Подобра потврда за колапсот, за пропаста на вашите политики од ова